Традицијата во село Петралица продолжува. И овој пат на големиот христијански празник Света Тројца, меѓу народот познат уште како Духов ден, се одржа голем црковно-народен собор во манастирот посветен на Светото Тројство, изграден пред 3 години од ктиторите Јакимовски и Карамфиловски и Годинава. Местното население, но и бројни верници и добронамерници од повеќе места од регионот и земјава, на масовен собор го чествува големиот христијански празник токму во истоимениот манастир во село Петралица, општина Ранковци. Ктиторите на Божиот храм, семејствата Јакимовски и Карамфиловски, кои потекнуваат од ова место и Годинава, по трет пат организираа голема сенародна и црковна прослава, возобновувајќи го обичајот на нивните предци од давнина на местноста викана Кутлев крст, на местото каде тие пред неполни 3 години го изградија манастирот. Најсреќни сме тоа што од цела Македонија доаѓаат, Србија, Југославија бивша, и да не спомнем и од Германија и европските земји кои слушнале. Веќе имаме и предпрошлата на осветувањето гости, ланската година, и сега имаме исто толку гости. Ги видовте и самите дека се градат конаци, со консултација со владиката, понатаму ќе почнеме преговорите и очекуваме дека ќе изградиме уште поише. Иконостасот го резбаме во Струга, господинот Новица мора да го спомнеме, кој доста труд вложи, цели 2 години го правеше, заедно со подршка наша и со владиката Јосиф, така да на крај успеаваме да го направиме тоа што сакаме. Меѓу другите и Годинава присуствуваше митрополитот Кумановско-Осоговски господин Јосиф, а овој пат кума беше пратеничката во собранието на Република Македонија Слаѓана Митовска. Навистина е убаво да се присуствува на Света Тројца тука пред овој манастир кој што го носи името Света Тројца, да го празнуваме Светото Тројство, затоа што вербата во Бога е таа која што ни дава сила секојдневно да ги издржиме сите животни предизвици. Навистина за овие 3 години сме сведоци дека овој манастир е се повеќе и повеќе посетуван како од луѓето кои што потекнуваат од овој крај се иселени, но така и од луѓе од сите краишта на Република Македонија. Не само за овој ден, туку овој манастир се посетува во сите денови во текот на целата година. И самите сте сведоци дека ова е навистина една убава природа која што само ја долоува убавината и светоста на манастирот Света Тројца. Присутните не го криеа задоволството од преубавиот амбиент во недопрената природа каде ктиторите со Божи благослов, многу труд и посветеност се заложиле за вистински духовен рај. Прв пат доваѓам и сум одушевена. Каде сте? Од Куманово. Како дознате дека има? Случајно преко Сдружение на пензионери требаше со автобус да дојдеме, а нешто се откажа, па ми со авто, а не сам била до сега, ама преубаво. Крива Паланка. Колку пати доаѓате до сега? Трети пат. Трети пат. Ви се допаѓа ова? Да. Со повеќе Добро е. природата или манастир? Добро е, добро. Убаво е. Мислите дека треба традицијата вака Да, се треба да продолжи. Прв пат ли доаѓате? Прв пат, Од каде идете? Свети Николе. Како дознавте за празникот за место? По пријатели родни. Како ви се допаѓа на прв поглед? Па вака, одлично. И нажалост од Централна Македонија, да не си ја знаеш, Македонија баш прекрасни места, убаво место. Јас од овдека доваѓаме од Петралица, татко ми и мајка ми си населени во Скопје. Па прекрасно е, природата е убава, луѓето се добри. Препорачувате да доаѓаат луѓето преку година, не само за време на Света Тројца? Па штета би било да не доваѓаат оваква природа и оваква убавина во Македонија. Мисла, Македонија е доста убава држава, али Паланка е нешто посебно. Од Скопје. Скопје, прв пат ли доаѓате? Не втор пат. Втор пат, значи сте си поминале претходно убаво? Да, многу убаво. Кажете ми што ви се допаѓа најмногу, дали местото, дали природата, манастирот? Све е овде. Значи местото и природата, све е многу овде. Треба луѓето да доаѓаат не само на Света Тројца, туку и преку година? Да. Од Прилеп. Како дознавте за? Дознавме на телевизија, видовме и стварно премногу му е. Прв пат сме дојдени, презадоволни сме. Од првиот впечаток што го гледате Супер. природата и самото место? Претерано убаво. 2014 година биле осветени темелите за да неполна година подоцна во 2015 биде изграден храмот Света Тројца. Неодамна поставен е нов иконостас длабоко рез идентичен со Бигорскиот манастир, конаци, сместувачки капацитети и придружни градби со автентичен македонски камен.